Добар ден, дами и господа, почитувани учесници, браќа и сестри. За расправата по темата која ја покрена заедницата на организациите на етничките македонци протерани од Грција, втора поред денеска, се определив да зборувам за 3 прашања, но со оглед дека рековме времето да биде така распоредено да можат повеќе учесници да земат, јас ќе ги прескокнам двете прашања, освен што ќе ги најавам темите, а ќе се задржам на последниот одговор. Првото прашање се однесува на една историска реминисценција, која ова прашање го претвори во најболно прашање на 20 век, за жал се пренесе и во 21-виот, или како настана проблемот. И тука сакам само една реченица да споменам, дека во дефинирањето на правата на народите после делбата на Македонија, наместо националниот се наместо националниот контекст се избра малцинскиот и се остави место да се регулира со меѓународните договори, да се регулира во рамки на државите во кои останаа да живеат деловите на македонскиот народ, а таму знаеме што се случуваше. Второто прашање се сегашните аспекти на прашањето, за кој овде зборуваше и доктор Костурски, за кој мора да сватиме дека се случуваат во сосема променети услови, но со еден стар инструментариум на една осудена политика и представува пречка за напредување во неговото решавање. И третото, идните патишта за решавање на прашањето на малцинствата на Балканот и во тој контекст обезбедување права на македонското национално малцинство во соседните држави. За да можам да се префрлам на третото прашање, само една завршна реченица од претходните делови ќе прочитам, за да се види каков е пак нашиот македонски удел во таа работа, затоа што со се она што се случуваше, Македонија влезе во период на силни удари на незините национални интереси, без партнери на меѓународната сцена и без собствени снаги да се спротистави на таквите околности за негирање на националните малцинства и на македонскиот народ во целина. Ова реченица ја прочитав за да дојдам во контекст на другите прашања, бидејќи овде стана збор и во уводното излагање, веројатно ќе стане збор и во дискусијата, независно колку и како државата се грижи, презема мерки, познати и непознати за пошироката јавност, мора да се знае дека има одредени пропусти, вакууми, црни точки во периодот во кој се остварува државничкото живење на Република Македонија во различни периоди, во кој може да се преземаат чекори, а не се презедува, и денес во кој може да се преземаат чекори, а не се преземаат. Третото прашање, Балканот и светот не се тоа што беа, иако многу стереотипи од минатото се повторуваат и влеваат многу неспокојство во односите и животот на балканските народи, особено меѓу македонскиот и соседните народи на државите во кои живеат. Ние денес на оваа конференција си поставуваме за задача, не знам по кој пат во животот и обидите на македонската интелигенција, да ја пробуди совеста на демократските сили на Балканот, но и совеста
на силите на силните, кои го уредуваат светот од секогаш, а особено денес. Сите заедно треба да направиме поместување на балканската реалност во сегашноста, но и во иднината напред. Затоа, напред кон демократија на соседските и вкупните меѓународни односи во третирањето на статусот на деловите на народите кои како малцинства живеат во балканските држави, во тој контекст на македонскиот народ и се разбира генерално за сите народи во светот. Напред за престанување на негирањето на правата на другите, немоќните по сила, но еднакви по природните карактеристики, знаења, права и обврски кон себе и кон другите. Ние денес сакаме со својата активност и со своите пореки до сите луѓе, до владите и парламентите на соседните држави и до надлежните меѓународни институции кои работат на унапредување на човековите права и слободи, да подсетиме дека никој нема да загуби, а дека сите народи ќе добијат, ако ги отврлиме стереотипите на негирање, омаловажување и пизма меѓу себе и да побараме да се затвори страната на одземање права на друг за да се нагласи своето. Никој не може да се чувствува слободен, богат и среќен, ако до себе и околу себе има понижени, навредени, негирани. Затоа велиме напред во демократизација на човековата волја, опит и свест. Ние не сакаме да делиме рецепти како тоа да се направи. Во европското и во балканското, но и во светското искуство, покрај лошите има и позитивни искуства кои може и треба да се следат и владите да ги следат и владите на земјите во кои се уште постојат негирање и одземање човекови права и слободи, нарушено човеково достоинство. Затоа, ако како индивидуа, како личност, како човек кој длабоко ги почувствувал и се уште ги чувствува последиците на одземенето човеково и национално достоинство, во земјата во која се родил, повикувам да ги следиме позитивните искуства стекнати со примената на Охридскиот рамковен договор Република Македонија. Нека не звучи како иронија само. Тоа не е рецепт и тоа не е формула. Тоа е потреба на балканската реалност денес и во иднина. Секое продолжување на статус-квото од времето на поделбите на Македонија нема ништо да му донесат на народите кои негираат македонската реалност, а ќе му одземат од слободата и радоста на секој човек на Балканот. Институциите на меѓународната заедница кои работат на напредување на човековите права и слободи треба да се одлепат од примената на двојни аршини во практикување и спроведување на меѓународните акти сврзани со заштитата на човековите права и слободи. Нема правда ако решенијата на Охридскиот договор како меѓународна норма се применуваат само во Република Македонија, а тие или некоја нивна варијанта не можат или не треба да се искористат и како решение на малцинските права за македонците во другите етноси во Бугарија, Грција или Албанија, да се примерат на српскиот етнос на Косово или на албанскиот етнос во Србија. Како и правдата, каква е правдата на представниците на институциите на меѓународната заедница кои работат на унапредување на човековите права и слободи, се застапуваат и сесрдно се грижат за заштитата на правата на малцинствата кои им припаѓаат народите од соседните земји што живеат во Република Македонија. Јас го поздравувам таквиот став, а не сакаат да отворат дебата и да бараат решенија за заштита на правата на македонското национално малцинство во соседните држави. Јас се разбира го осудувам таквиот став и однесување, таквиот двоен однос кон исти прашања, дигам глас против таквото однесување и повикувам ние да испратиме порака за еднаков аршин во примена на меѓународните норми. Човекот е човек било каде да живее, со оние чувства и убедувања што ги има и е еднакво кориснен или еднакво хендикепиран, било каде на земјината топка, независно од државата или државното уредување. Суверенитетот и територијалниот интегритет на државите во кои се применуваат овие решенија се неповредиви.
Треба да се појде од аксиомата дека не постојат територијални решенија за етничките прашања и тие вистини сесрно да се афирмираат. Во тој контекст, решенијата на Охридскиот рамковен договор кој ги потенцира правата на малцинствата треба и може со поддршка на неговите креатори да прерасне во универзална рамка и матрица за решавање на тие прашања од корпусот на човековите слободи. Затоа уште еднаш повикувам напред кон демократизација на соседските вкупните меѓународни односи во третирањето на статусот на малцинските делови на народите и на македонскиот народ во соседните држави. Напред кон демократизација на правата на сите дискриминирани национални малцинства во светот. Изјавам дека како представник на конференцијата за координација на македонците од егејскиот дел на Македонија, Скопје, кои живеат во Република Македонија, во чие име зборувам, дека го поддржувам текстот на предлог декларацијата што е подготвен за втората конференција на правата на малцинствата на балканските народи и ќе гласам за нејзино усвојување и доставување до наведените адреси на органи, институции и видни личности во светот. И благодарам. Благодарам на господинот Методија Тошевски за истото излагање. Го повикувам господинот Стојан Николов Георгиев од ОБО Илинден ТВ да говори за состојбата на македонските од Илинскиот дел на Македонија. Инаку за ваша информација, Стојан Георгиев е првиот председател на ОБО Илинден, после последниција и покушано да се регистрира како политичка партија Илинден ТВ. Инаку обележено од 8 години како за македонската кауза на Благодарам прво за поканата да бидеме овде на тој значаен збор, втора конференција на македонското малцинство за состојбата на македонските малцинства во соседните на Република Македонија држави. Искам да ви пренесам специјално поздравите на сите македонци од Перинскиот дел на Македонија и највеќе на припадниците на нашата партија ОМО Илинден Пирин, која што има многу тешкоти, вие мисле дека ги знаете тие. И денес ние тука да бидем со вас сите, да се радуваме. Мен ми е посебна чест да видам дека овде присуствуват толкова млади македонки и македонци од Република Албанија и тоа прави чест на работата на техните раководства. Како прво бих искал да кажа дека во Република Бугарија сето тоа повеќето од вас го знаат, дека не се признава македонско малцинство, ниту македонци. Това е плод на една долга годишна политика која започва уште преди поделбата на Македонија во 1913 година со Букурештскиот мировен договор, кога Македонија беше поделена меѓу Бугарија, Грција и Србија. Долги години ние македонци, нашите прадедовци се бореа за тоа да бидат тие наши три дела на Македонија обединените. И јас оште како јуноша на 17 години, а сега сум 73 години, сум во моја млад мозок, како дете оште, ме вълнуваше тогаш. Ние слушахме редовно македонска музика, радио, но тоа беше периода, Димитровскиот период на Бугарија, кога имахме ние културна автономија.
се учеше македонски јазик во училиштата на Пиринскиот дел на Македонија. Исто така имахме македонски театар, македонски книжарници и се кое е дозволено да има едно малцинство. Но после смртта на Георги Димитров, односите меѓу Русија и Југославија се тогавашна Југославија, ние знаеме дека Република Македонија тогава беше един од членовите на координативното тело на Сојузна Република Југославија. Односи се развалиха и во Бугарија зеха да носат плакати со Тито е убиец и така натаму. Односи толкова многу се повредија дека сите кои се залагаа тоа да се изјават како македонци, кон тех власта се однесува многу брутално. Бехме, јас во 1952 година бех 9-ти клас ученик и за тоа дека во училиште зборувах на мајчин, не толку добар македонски, како и сега се извинувам, не мога да говорам добар македонски. И во училиште имах, во 9-ти клас, имах само 3 тројки, 3 петки и се беше четворка, за тоа дека на бугарски език не говорих литературен бугарски, ме наказа другарката, тогава викахме госпожа, нали, како и сега, ме накара да воопште да жаля за тоа дека јас вика зошто не говориш литературен бугарски јазик. Јас викам, јас си говорам македонски, немам македонски. Викам добро, кажи ми што е таа. Максус капах муцката на бардако. Таа ме гледа се чуи, има ли? Има, викам. Само заради тоа мен ме накара да повтарам истиот клас цела година и одех болен следната година, зашто ми од неа. Но наредните години вече дојде големата трагедија. И след като заврши 11-ти клас, во 11-ти клас дојде братът на Никола Вапцаров, Борис Вапцаров, тој беше први секретар на окружниот комитет на Комунистичка партија на Бугарија за Благоевград и изнесе доклад во читалишто на градот Петрич пред учениците од две гимназии имаше тогаш, за тоа Македонија како географски поем. И говори, аз му задавам 2 въпроса. Какви са били Александър Велики, Филип II и техните бойци и така натаму, и какви са били Гоце Делчев, Даме Груев, Сандъцки и така натаму. Първите вика били гърци, вторите бугари. Аз се ядосах, напуснах събрание и направих една клише со един збор Македонија. И куцах, ги фърлих 3 месеца, гонат, не могат да фанат кој е тој престъпник, тој е такъв враг на Бугарија. И накрая ме фана, 18 дена бех арестант во Благоевград, од Државна безбедност, но завърших гимназија. Не ме изключиха, завърших си гимназија. Следната година организирах голема група македонци, фанаха ни 4 години затвор, после 13 години на нова група, па 4 години затвор. Дълги години нашата борба во Пиринскиот дел на Македонија е поврзана со многу жртви, со многу. Тоа е како мене и други, не сам јас единствено, има многу, които лежава по затворите. Нивните семејства са подложени на, не им дават децата да учат, ги гонат од работа и така натаму. Многу тешка е положбата. Но што да се прави? Тоа којто е тргнал да се жртва за Македонија, да се жртва. И така е. Сега, вие знаете, ето, господин Косторски спомена дека имахме Омо и Линдин и така натаму. Ние како Омо и Линдин Пирин Бугарија осудихме. Европскиот суд за
а и поважно е това, изпуснах да кажа, дека во овие околу 70 години Слободна Република Бугарија имаме веќе 6-7 пописа. В првите два имаме македонци по 178-180 илјади души. Во 92 година 10.000, во 2001 година 5.000 и нешто. Оваа година 1500 и некој. Ова личи на фрлен геноцид. Аз друго не мога да се обясня. Не могат место да растат, както и населението нараства во градовите и селовите на Бугарија, место македонците да се множат, ние дојдохме до тој праг да кажат дека нема македонци. Ова на ништо не речи. Поред ова, не се спроведе одлугата на Европския суд за човеков права да се регистрира нашата организација, нашата партија од бугарските судови. И аз мисля дека овој Европски суд, не знам каква роля, ама за мене ништо не важи. Тоа е моето искуство толкова години страдане. Виждам, ето, колку пъти се собираме овде и така насадам. Одиме на конференции, бил съм в Копенхаген 90 година, бил во Варшава со господина Павле Васкополос 2002, не, така, и 8 и така натаму, два пъти во Варшава. И се не видувам, нека ви извините, не видувам некакъв прогрес. Не мога да кажа дали Република Македонија, както се збореше, не взема твърд став да ги щити македонците в съседните земји, да се наложи. Ние знаеме дека Република Македонија е мала земја, има пречка најмногу со Грција, но за мене најголемия враг на Македонија е Бугарија. Зошто? Грција оспорува античността на Македонија, а Бугарија е во согласност на Грција со античността и со денешнината едината на Македонија и македонци. Бугарија е најголемия враг. Говоря како македонец и мисля дека нема некој од вас да каже не е верно ова. Тоа е положението. Што може да направиме? Не виждам, аз идвам до положение да изпадам в песимизъм. Не мога да видя некакъв напредък. Нема. В Бугарија кој реши за да дойде тая мала бројка на пописа до толкова от 180 или на 1000 и кусур? Това е голем притиск на този народ. И не може да бъде. Извините ме, тежко. Благодарим за излагањето на господин Георгиев Томовин Дампили. Сега го повиквам господин Едмон Томани, подпредседател на Македонската алианса Голо Брдо от Албанија. Добар ден на свите, почитувани присутни. Ми е голема чест што сум присутен тука на оваа конференција. И поздравувам на организаторите и на свите присутни тука на оваа конференција. Јас сум Едмон Османи, подпредседател на Македонска алијанса и председател на регионот Голобордо. Кај што доаѓам од еден регион како сите други што кажуваат и регионот Голобордо и Гора уште не е признат како македонци. Ние не сака да се радвиме со што имаме партијата. Таму. Партијата, имаме структури на партијата, добро сме организирани, ама најважното не го имаме што не припознаат за македонци. Јазикот уште немаме право да го изучуваме на школата. Само во регионот на Преспа. А најголемиот дел, што се од Голобордо, Гора, и сите иселени из градоите од Голобордо, што се Драч, Тирана, Дурус, претежно што имат македонци, уште
тоа право го немаме, што тоа е најважното, јазикот наш, што е најважен во се на македонците, македонскиот јазик. Со мене се неколку членови од Македонска алијанса на градовите, што се представници на градовите, од Драч, Каваја, Тирана. Македонска алијанса многу работит на овие прашања за правата, да освоиме нашите права. Ама Албанија уште не имат дозволено. Само со тоа мамит, само за преспаните што имат дозволено правата нивнини, само да се покаже тоа тие демократска држава. Нами во другите региони тоа е најштетното за нас. Еве сега со пописот што имаше, веќе колку што заврши, нареден од структури албански, притисок да се прави никој да не се попишит македонец. Да не се попишуваат, пошто прашањата не им го поставува со наредба од инструкторите на попишувачите. Што има? Дојдовме до такви сознанија. До 48 имано и училиште на македонски јазик. Тогаш системот комунистички на НВРО, тогаш им го имат зедено, имат избришено од матичните книги. И сега намерно законот го нареди само тој што пише националноста на матичната книга таму, што е на изводите, само тој може да се регистрира. Иначе казна од 1000 евра. А за нас најважното е тоа да се признаеме. Ништо не се радуваме и не е тоа што имаме постигнато нешто како партија, само што сме како партија имаме право да гласаме за нашата партија, а најважното е јазикот, припознавањето наше како македонци во Голобордо и Гора. Зашто нашиот јазик е македонскиот и ние сме македонци. Така сакам да бидам краток на ова дискусија, пошто почето свите истите, гледам истата мака имаме во Балканов, освен Србија, никаде не се припознат. За ове треба да работиме свите заеднички. Тоа како што спомна представникот од Грција на вино жито. Заедно да работаме. Еднош сакаме само припознавањето наше како македонци. Па другото го имаме, народот го имаме наш таму. Над 140.000 македонци се во Албанија досега што изнајме во цела територија. И не сакам да се продолжам во ове, ве повикувам на свите друженија што се да соработуваме заедно, да си бараме правата до секаде. Тоа е најважното, па работата ќе остане на нас. Ви благодарам на свите, видите поздравени. Благодариме на господинот Османи, а сега го повикувам господинот Неџмедин Палјоша, подпредседател на Брод, општина Гора, Република Косово. Пред се почитувани присутни, поздрав на сите, многу поздрави од Косово. Благодарим за поканата на оваа конференција. Македонците во Косово живеат во областа Гора, но за жал немаат статус на национално малцинство. На Гора активно се користи македонскиот јазик и се негува македонска традиција. Во 18 села денеска живеат околу 7.500 жители. Македонци со исламска вероисповед на Гора беа околу 16.000, а во цело Косово околу 28.000. А во 95 година во цело Косово 28.000 горани. Намалувањето на населението настана со иселување потикнато во воените действија 99 година. Гораните емигрираат во Италија, Швајцарија, Германија, Македонија, Србија, Косово, Црна Гора. На сите им е познато дека во Гора бошњаците работат на асимилирање на гораните.
преку наставата на бошњачки јазик и бошњачките политички партии. Има притисоци од страна на србите, кои вложуваат големи новчани средства со финансирање на наставата на српскиот јазик. Исто така и Република Бугарија врши притисоци за изјаснување